Комичен Мегахерц. И таков е денеска денот мрачен, не се чудете што надвор и ние сме во темно. Оваа емисија е наменска и ја снимаме во доцните часови затоа што тогаш сите спијат, а ние можеме да зборуваме што сакаме. Зарем не е така, Жарко? Така, добар ден и од мене, добра вечер или како сакате. Светна си јаличката во нашето студио, светна си јаличката и во вашите домови, а светна и нашиот глас исто така во вашите уши, драги слушатели. Ние ќе пробаме да продзвониме како најубавата химна на светот, македонската се разбира. Така е, така е. Инаку И надвор уживајте. светна си јаличките по улиците, но Да. сепак сега вие кога не слушате е ден и се надам дека ќе го искористите максимално оваа емисија за театар, ова е Комичен Мегахерц на вашиот омилен Мегахерц 96-тиот. 96,0 Што би рекол, комичен Жарко Димовски, мегахерц, драги така. слушатели. Така е, сега одиме со малку музика, а се враќаме во студиото по наредните изминати неколку минути. Аканакио слушинеа комично Мегахерц со Жарко и Атанас. Уживанција. Слободна Македонија. И повторно се враќаме во студиото, драги Се слушатели. вративме најбрзо што можеме. Значи, ова Жарко. беше една фасцинантна брзина со брзина на светлината, враќање со брзина на светлината, фасцинантна брзина. Па затоа после вика слушателите дека сум бил збунец. Да, збунец сум. Затоа што работам по 25 сати дневно, а нисам добио никакву похвалу. Знаеш што? Радим тука црнаца, затоа нисам добио никакву похвалу. Ама тој е Црнецко црнец вика, кој го збори, да, го имам гледано тој клип. Инаку, Жарко, ти си сега ангажиран во Велес, ја спремате нешто, Да, јас некоја сум нова сега представа. ангажиран во Велес, се вратив што туку од Велес, ја работиме представата Медеја. Медеја. Тоа ќе биде да интересна представа Медеја во режија на Ненад Витанов. Иначе Така? Медеја не е од Еврипид, туку е драматизација и авторски текст се разбира на Сашо Димовски. Тоа е еден млад интересен автор кој што има напишано неколку дела досега. Значи поздрав до екипата во Велес, поздрав до Сашо доколку не слуша. А кажи ми, Жарко, кога планирате со премиера да излезе? Не се знае, треба да биде 26 декември, но ќе видиме, може да се пролонгира и Така. до следната година, тоест месец јануари. Значи, премиерата на Жарко ќе биде или ова, или следната година, така, Така е, а што спремаш ти, Атанас, и ти си нешто исто во фрка, спремаш премиера Да, или? ние сме пред премиера, Жарко, за точно денеска сме 11, значи за Денеска точно сме петок, така? петок, да. Петок, 11, Темниот да. петок. Темниот петок, Ние на е. 14 овој месец имаме премиера на Господарот на кукавицата во режија на Андреј Цветановски, текст Венко Андоновски. Музиката ја направи Оли од Љубојна, ќе биде една представа интересна што ќе зборува за традицијата и глобализацијата, ќе има комични елементи, дека првиот дел е сместен во Галичник. И исто така Андреј отвара една интересна приказна, мислам ја отвара целата традиција на Галичник, се раскажува приказната на Галичник, што ќе биде доста интересна за публиката, што ќе може да дојде и да научи некои нови работи што не ги знае за својата татковина. Така е, а во нашата татковина има многу интересни факти, интересни приказни за сите краеви на Македонија, како што има и приказни, така има и многу интересни дијалекти. Затоа, драги мои слушатели, сите кои што сте вие од провинција вклучувајќи ме и мене, да си ги држиме нашите дијалекти. Јас се разбира не можам да почнам да зборувам на прилепскиот и сум на радио, ама ете малку за да имам поздрав. Иначе приватно се трудам да си го задржам дијалектот, да си ја задржам ова наше богатство што ни го дала оваа наша земја и ова наше поднебје. Така да сите вие кои што сакате да станете скопјани, направете го тоа на еден подруг начин, немојте со дијалект. Голем поздрав од мене од студиото на Радио Слободна Македонија, пријатно. Јас заминувам. Се откажа колегата Жарко Димовски, ова беше последна емисија со него, се надам дека уживавте досега. Ја почнав со него досега. со него досега. Да, кажи Па, добро. дали го имаш репертоарот пред тебе да го тебе да го прочитаме. Да, го имам репертоарот пред мене. Репертоарот ќе си биде прочитан во моментов. Значи, 13-12 недела, драги слушатели, Господарот на кукавицата пред премиера. Кој сака? Јас ви препорачувам да си одите 14-12 понеделник на премиерата на Господарот на кукавицата, да бидете видени и да прочитате, се разбира, на црвениот тепих или како што би рекле нашите колеги, ред карпетот на театар комедија. Се јавуваме од Лондон! Да, we are calling from London. Тоа го кажа, ова е за нашата диаспора која што не слуша во Лондон. Јас морам да го преведувам колегата Атанас. Да. А тој мене мора понекогаш да ме цензурира затоа што мене ми летаат некакви зборчиња чудни. Добро, Цензурата е доста интересна работа. Да, цензурата е Жарко. доста интересна работа затоа што цензурата е во рацете на оние кои што имаат моќта
Тоа го рече еден мој пријател Алберт Флафрумин. Albert Flaffrum from the land of Eastern Promises. Да, ама тоа е одамна починат. Да, тоа одамна почина, тој знаеше да каже многу интересни работи. Секогаш. Значи, ќе го цитирам само да го дочитам репертоарот, Така. значи 16-12 среда нешто пропуштаме и 17-12 Лисистрата, четврток е тоа слободен влез за студенти од 18 И студентки. И студентки се разбира од 18 до 21 театар комедија нема да биде туку ќе оди на гостување во братската Бугарија, тоест во Софија, ќе одиме таму да собереме некое наградиче и ќе се вратиме, одиме со Лисистрата и со представата Име. Инаку денеска е светски ден на капутот, Да. така да сите што немаат сошиено капут, јас им препорачувам денеска да одат во кај сите кројачи, кај шнајдери и ако може да ги замолите да им купите, да си купите материјал и дојдете да се сошиете капут. Капут, така е. Они ќе ви земат мерки и тоа ќе биде фантастично, по тоа ќе си ја поминете зимата најубаво што може и И најтопло. најтопло, апсолутно така и јас Јатанас имаме капут и тој си соши капут пред 2-3 години, многу интересен капут, морам да го пофалам Атанас за неговиот стил, а јас исто така љубам да носам капут, јас имам капут скроз до земја и кога се движам ја чистам прашината позади мене и тоа создава многу интересен афект, многу интересен ефект, се крива една прашина така, една чудна слика и магла позади мене. Значи вака нашиот пријател што пред малку го спомнавме, кој што се викаше значи тој има кажано дека Алберт Флафрумин. Алберт Флафрумин Бог да му души просто. Бог да го Така тешко прости, ми доаѓа кога голем го слушам. талент изгубивме. Да, изгубивме голем талент. Тој секогаш знаеше да тој обично за девојките зборуваше и викаше дека девојките секогаш имаат некакви проблеми како главоболка, грчеви и слично. И затоа запомнете, без разлика колку и да е тешко на жената, на крајот сепак таа ќе ве надживее. Значи имаше многу Значи интересни големиот видувања, Алберт Да, Ле Френтисипипи. Да. Така. Многу интересни мисли имаше, инаку денеска е исто светскиот ден на луѓе што патуваат во Канада, така да ако ги Да. имате луѓе што патуваат во Канада, гушнете ги, затоа што ќе ги видите малку подоцна. Така е, а како тргнало работава со рушењето на авиони, може и да не ги видите Не, крај не, било. не, мора малку да се шалиме ова е него. хумор, црн Така, да. хумор, бидејќи во нашата матична куќа Театар комедија имаме и црни комедии, како што е Театар комедија, имаме црни комедии, како што е комедијата за секој има по една, исто Така е. од автор е Венко Андоновски. Значи повторно се извинуваме на нашите слушатели што сме ние малку збунети, но ние сме под голем притисок. Сега двајцата сме пред премиера и мораме да ја снимиме оваа емисија во лет, али затоа никогаш нема да забораваме да ви кажеме факт дека луѓето кои пишуваат со десна рака најчесто ја звакаат храната на десна страна, а леваците звакаат на лева. Добро. Доста интересни факти се вие, но сепак да одиме со реклами, музика и значи одиме со малку подолг блок на реклами и така малку 2-3 песни во комбинација ќе ги слушнете затоа што јас и Јатана сме уморни малку. Аканакио слушинеа комично мегахерц со Жарко и Атанас. Уживанција. И поислушаните песнички и блокот на реклами, ние се вративме во нашето студио, драги мои слушатели. Денеска прочитав Жарко нешто многу интересно за вештачките трепки. Добро. Па тоа е интересното. А, да, тоа е интересно. Јас Кој барам, носи вештачки трепки? мислам дека вчера јас Сатанас ти пратив тебе и една приказна за читање, мисля не сум ти ја пуштил така да сега во светот на бајките. Еве го, дојди Јата. Сега ќе дојдам, ти можеш да почнеш Да, во светот. значи- Одиме со джингл во светот на бајките. Во светот на бајките. Марко Крале и самовилското млеко. Крале Марко пасел волови. Ама како најслабо дете, сите воловари го тепале и го терале да им ги враќа воловите од кај што им бегале. Крале Марко отишел по воловите, арно, ама видел еден голем брест и на него една лута змија како се качува нагоре. Крале Марко со стапот танге ја отепал змијата. Во тој брест самовилите имале гнездо и таму имале деца, самовилчиња. А таа змија ги убивала децата. Вау. Кога Марко Крале ја отепал змијата, веднаш тука долетала самовилата. Кога гледа Крале Марко ја отепал змијата и ги спасил самовилските деца. А самовилата му рекла: Марко, што сакаш бакшиш, што ми ги спаси децата од оваа клета змија? А Марко, бидејќи сите деца го тепале, рекол: Не сакам ништо. Сите деца ме тепаат, сакам да бидам јунак и да ги тепам јас нив. Самовилата рекла: Дојди ваму. Дојди ваму. Ја отпетлала кошулата. Дојди цицни од моето млеко. Вау. Марко Крале направил како што му рекла самовилата пошто. Така.
Оди сега да го заклатиш она дрвоно, да видиме дали можеш да го извадиш. До кај сме? Отишол крале Марко, го заклатил дрвото, лево десно, ништо не може да го извади. Го заклатил уште малку горе-долу И што рекла самовилата? Дојди Марко, уште малку цицни. А Марко пие уште малку од самовилското. Некој не? Да. Оди сега кај дрвото. Го фаќа дрвото. Од корново, од корен. горе-долу и како брат го фрла на страна. Доста ти е сила. Зачудено рекла самовилата. Се вратил Марко кај децата со кој чувал волови и после некое време едно дете почнало да го тепа. Крале Марко го фатил со едната рака и го фрлил како партал 200 метри подалеку. Така крале Марко станал јунак. Откако самовилата го надоила со самовилско млеко. Така е. Значи ова беше една многу интересна приказна. За сите оние кои што мислат дека немаат сила, или ова е може интересно за сите оние кои што вежбаат во теретана, да не пијат протеини или сурутка, можете да пиете самовилско млеко. Значи поздрав до сите самовили. Јас имам своја самовила, исто сакам да. Јас имам своја цицам самовила млеко, да. и сакам да ја поздравам својата самовила. Така. Но сакам да ги поздравам и другите потенцијални самовили кои што многу често пролетуваат низ мојот живот. Се надевам и низ твојот, па можеби и заедничкиот, затоа што се почесто и почесто почнавме да се дружиме со Атанас. И тоа ми е мене голем. Не, друга ми беше темата. Да, гледам дека забега малку, но Значи, доколку сакате, значи сите вие кои што вежбате, дали ме слушате, не знам, доколку сакате самовилско млеко, и обратете се во нашето во просториите на Слободна Македонија, побарајте не нас, пишете ни на нашиот Facebook профил или побарајте не на билетарата во Театар Комедија. Јас и Атанас можеме да ви набавиме самовилско млеко за поголема сила. А самовилското млеко го точиме веднаш, нема никаков проблем. ова е малку забегано, јас не сум во таа пропагандна, не е пропаганда. Во таа бранша, да, на оние кои што. Не е пропаганда, да, бранша што даваат самовилско млеко, значи ако немате најдено својата самовила, прошетете низ градот, сигурно ќе ја најдете негде. Тука некаде, да. Летка сама. Инаку поздрав и до сите убави дами што шетат ноќе по градот. Сите убави женски и девојчиња и дами во години и дами млади. Знаеш дека може навечер да се носат очила во ова студио, Жерко, сега забележувам. Па да, јас сакав да ти го кажам тоа дека требаше да ги ставиме очилата затоа што гледката просто ме фрапира. Така. И морам да кажам дека ме исполнува и секогаш како што викам кога ја имам оваа гледка пред себе се чувствувам поголем македонец, ова што објективно и сум. Значи тоа е тоа мотивирачкото што го има во тоа од Каршинас, а што би рекол еден наш гостин, да го поздравиме, Димсата, рече се чувствувам како на излог затоа што е многу интересно отворено, ние ги гледаме сите и сите не гледаат нас. Така е. Значи, Жарко, сакам да те прашам за твојот стил Expendables. Ова ти е стилот од Кецот или од двојката што Ова ми е стилот од Кецот, значи ова ми е не ми е Expendables стил, туку ми е стил Сталоне. Значи така. да, Силвестер Сталоне ова го носеше пред кога се знаевме ние, значи кога беше тоа кога се снимаше Рамбо, јас бев млад и бев статиста, бев од тие децата што претачуваат, тоа го видов. Точно се сеќавам, да. Уште еднаш ако може режија, пошто не прочитав, се ве молам. Значи, тоа е тој муавет, ние ќе мораме да ја прекинеме емисијата за брзо затоа што денес во студиото на Слободна Македонија има многу Се работи на големо. Да, има многу новогодишни дешавки, па дечиња, па емисии музички и така натаму и така натаму. Ова не е последна емисија? Не. Ќе мора да одиме. Да, ова не е последна емисија за годинава, не. Роден ден е на радиото, да ви кажеме, драги слушатели, на кој датум? Роден ден е на некој датум. Значи, роден ден му е на радиото на денешен датум, драги слушатели, петок, 11 декември е роден ден на Радио Слободна Македонија, затоа има многу дешавки, ние ќе мораме пократка емисијата, сите емисии ќе бидат пократки, но ќе биде многу исполнето. Значи вие, ако сте пократки, тоа не значи ништо, животот едноставно така ве создал. Така, јас ќе ви прочитам сега 7 работи, многу кратки, Атанас, што викаат дека овие се фрази и факти кои што никогаш нема да ги чуеш од устата на жена. Доколку вие успеете да ги слушнете овие факти од устата на жена, дојдете во Театар Комедија или во Радио Слободна Македонија, ние ќе ви дадеме билети за следната представа. Значи, нема да слушнете ова. Што ќе облечам прво, со него ќе излезам. Не, ти си во право. Ја најдов папката со порното во твојот лаптоп, треба да пробаме некои работи и ова нема да го слушнете. Ти се допаѓам повеќе без шминка, добро, тогаш нема да ставам никаква шминка со забавата на која одиме заедно. Петта, не ме интересира дали мажот има убаво тело, ме интересира каков е по карактер. Толку сум слаба и убава. И седмата, сакам да се омажам за мажот кој ми свиреше од автомобилот. Вау. Значи, доколку успеете да ги слушнете овие работи од устата на некоја женичка убава, тоа е тоа. Тоа значи дека таа особа да, инаку ние ви ветивме со Атанас од минатата емисија дека од денеска ќе имаме јавувања, но тоа го пролонгираме најверојатно за после нова година затоа што има проблеми со
операторите нешто не можеме да се средиме сега, ќе се среди понатаму. Значи, мораме Значи, да јас имаме сум одјава. среден, Жарко, не знам за тебе, но јас сум Јас сум среден и стокмен, ќе се скрасам за брзо. Да, затоа што ова е трач рубрика, морам да го кажам ова. Исто така да знаете, дечки, дека Атанас се вери пред 2 дена, но се уште е тајно. Тоа беше тоа, Така мораме да, да ако даваме да знаете, одјава. не кажувате. Да, мораме да дадеме одјава, поздрави слушателите, Атанас повели. Ги поздравувам нашите слушатели и ви посакувам убави моменти со вашите најблиски и исто така ве поканувам во театар. Ние имаме предпремиера на 13, а 14 имаме премиера на Господарот на кукавицата, најновата продукција на театар комедија, текст Венко Андоновски и режија Андреј Цветановски. Повелете. Така е, ова беше Трговско радио, дифузно друштво Радио Слободна Македонија, уредници и водители на емисијата Атанас Атанасовски и Жарко Димовски, датум на емитување 11.12. петок 2015 година, продукција Радио Слободна Македонија. Сакајте се, бидете живи и здрави. Чао, ве сакаме. Комичен Мегахерц.